Тест. Здраво на сите. Најпрво да ви се заблагодарам за тоа што дојдовте да бидете дел од оваа презентација, ова дожлива ноемвриска вечер. Исто така би сакал да се заблагодарам на Павлина на Б42 за отстапениот простор, за да може да презентираме и секако не само тоа, туку и поддршката која што ни ја даде Б42. И би сакал да се заблагодарам на тимот од Карбала кој што придонесе за да имаме содржина за оваа презентација, односно за Mutavchain. Тоа е продуктот за кој што ќе зборуваме денеска. Најпрво би се осврнал што значи зборот, затоа што имавме прашања. Кованица е од два збора. Mutavche, тоа е збор од мијачкиот дијалект, кој што има значење на ткаенина, тоа со дезен кој што ги има на двете маргини на овој слайд. И освен во домаќинството, предците ја користеле таа ткаенина и за комуникацијски потреби, односно може да се користи за систем кој што во присуство на црвената боја означува логичка единица, а во отсуство на мутавчето означува логичка нула. Значи имаме две состојби. Вториот збор од chain, од англицизмот chain, ланец, кој што значи поврзување на знаење на луѓе, и тоа е целта на овој продукт. И секако алудира на наладки кои што се користат за користење за развивање на вакви продукти, као LangChain, NaveChain, има повеќе, но претежно мислам главно доаѓа од LangChain. Инаку јас сум Александар Камиловски, основач на Карбала меѓу другото, имам и други роли, но оваа презентација е посветена на Mutavchain и Карбала како компанија која што стои зад овој продукт. Во интерес на времето би замолил, мислам, прашањата на крај да видат, затоа што дел од прашањата што ќе имате ќе бидат одговорени у тек на презентацијава. Збор 2 за Карбала, значи неформална идеја подолго обстоја, но се кристализираше 2023 со тоа што извадивме продукт, робот, едноставен компаратор на LLM модели. И главната идеја околу Карбала е баш антипод на модерните или компаниите кои што се во најширок или најчесто користен контекст образувани, туку антипод на организација. Што значи тоа? Значи рамна структура која што поврзува луѓе со слични афинитети за реализација на заеднички цели, визија и мисија која што има. Инаку терминот, односно името на компанијата е врв, вториот по височина на Бистра, и самиот врв има добра метафора која што сметавме дека отсликува визијата и мисијата со својата експонираност и естетика на самата компанија. Со што се играме? Со напредни технологии, не само во развој и девелопмент, значи софтверски девелопмент, туку и организацијска структура и менеджмент. Има три силоси, значи кои што ги нуди на комерцијално, тоа се софтвер и менеджмент консалтанси, и она што го правиме, тоа што го сакаме, е продуктниот дел, каде што имаме два дела, робот и Mutavchain. Од каде дојде идејата за реализација на Mutavchain? Повдека е прикажан тек на корисник кој што има потреба да добие нека информација. Со овој тек е даен во помодерен контекст, затоа што имаме одредени технологии кои што ни возможуваат да се добива знаење на ваков начин. Инаку тие потреби биле од давнешни времиња, во зависност на кое ниво било општеството. Знаеме дека така со физичко присуство имаме некоја потреба да знаеме нешто, одиме во библиотека, земаме книга,
учиме, ја враќаме книгата и сега проблемот со такви системи е што ја знаеме приказната со Александриската библиотека, што лесно може да се изгуби знаењето. Значи голем дел од знаењето на древниот свет и целиот овој тек бил изгубен во пожар. Идејата за Мутавчин е зачувување на знаењето кое што го имаме, затоа што се помалку се луѓето кои што може да бидат сведоци за документи, наречја и специфичности кои што ги има галичкиот говор. Исто така тука битно е да се напомене дека јазикот е жива материја, така и некој јазик кој што бил или предничал во општествата, денеска е веќе мртов како латинскиот јазик, да не зборуваме за мал дел или дијалект како што е примерот кој што го вработуваме. Значи тоа е мотивацијата позади Мутавчин и го гледаме овој тек на корисник што бара знаење како се собираат податоците, може од двете констелации, така и физички и дигитално, се трансформираат податоците и потоа се организираат некако. И сега во овој дел доаѓаме до апликацијата за пренесување на тоа знаење и јас бил поканил тука Велимир да продолжи околу реализацијата, мој драг пријател и главен виновник за имплементација на Мутавчин. Како затера, све ќе објасни, па ќе ми ги земеш сите слайдови. Ај вака, пред да продолжам, мило ми е што сум тука. By the way, за прв пат сум во Base42 како презентер, некако избегнувам претежно многу технички теми да прикажам и да презентирам, освен на работа или на Tech Corner. За Base42 мислам дека токму овој продукт и токму ова решение е добар фит. Зошто? Зашто не секојно на тема, мислам дека малце бегаме до оние класични теми кои што се обработуваат на работа. Например, јас во Интертек како инженер работам на многу продукти што се поврзани со големи бизниси и тука веќе имаме поинакви правила на игра. Ова е веќе продукт за заедницата, реално. И баш со Павлина зборевме пред да почнеме со презентацијава со Коста инако кој што е авторот на Base42 реално и кој што го изгради ова место, некако цело време добивав покани, дојди, ќе презентираме нешто, имаш многу теми, ќе биде супер. Некако заради тие причини го избегнував некако, но секако бев тука цело време да бидам сведок на тие настани, на тие супер презентации кои што се од големо значење за сите нас. Искрено, јас кога го истражував овој проблем што го објасни Каме, не дека сум го истражувал пред 3 години. Значи ова е нешто со кое што сум се занимавал од времето на бившиот институт за информатика, понатака во Финки. Едноставно имав некоја желба за да го решам оној класичен проблем на репрезентација на знаење. Зошто со цел да може човекот да учи на подобар начин. И сега бев фасциниран во тоа време од графовите како некоја ултима структура за представување на знаење, меѓутоа со тек на време, а поготово кога се појави концептот на RAG, открив дека има и нешто поедноставно и поедноставен начин да се трансферира, да се направи трансфер на тоа знаење. Како? И доаѓаме до моментот на, тама ќе го потребам ова, на конверзацијска форма. Значи некаква апликација да може да пренесе знаење во конверзацијска форма кон корисникот од кој што бара знаење. Сега малце избрзав, спомнав RAG, ова е, како да кажам, веќе трета презентација што ја правам во врска со Мутавчин, реално. Прва презентација направив интерно за некои технички детали во мојата фирма, втората веќе имавме со Каме за корисниците во Галичек и тоа беше супер презентација, меѓутоа од корисничка гледна точка, строго корисничка гледна точка. Ова ќе биде некако замисливме како на пола некаде, за да знам колку е тоа на пола, колку ќе биде далеко од едната или другата презентација, најверојатно ќе треба ми помогнете малце вие. Непопуларно е ова да прашувам
и не сакам многу да прашувам, меѓутоа кој слушнал за рак од вас, би сакал да се калибрирам малце. За вас не важи затоа што вие не дигајте рак. Да видам уште еднаш? Супер. Ај вака, кој се обидел hands-on да направи рак пайплайн? Добро, двајца. Кој се обидел тој рак пайплайн да го подобри на некакви начини? Супер. Дој овдека, молим те. Дој тука. Не, да не гледа, чекај. Да те испрашам. Вака сега. Ајде дојме до тој момент. Сакав само некоја работа тука да спомнам. Значи рак како RAG, значи некако рак како чергичка, кој што рековме мутавче, нели? Како парче ткаенина. Тоа е Retrieval Augmented Generation. И сега, вау, што е Retrieval Augmented Generation? Значи, ај вака просто да се обидам, ова за овие кои што не знаат прв пат што слушаат. Замислете го ChatGPT, најверојатно го знаете ChatGPT, така, како да комуницирате со него, така. Го има светското знаење, меѓутоа не знае се. Замислете на некој скоп на вашите имејлови, на вашите интерни документи, да може да одговори. Тоа е тоа, од прилика, просто кажано. Има и малце повеќе од тоа, меѓутоа, просто кажано, вака најпросто кажано е некаков изолиран, не сакам да кажам четбот, сакам да кажам баш виртуелен асистент, комуникатор, со кој што може да се направи конверзација како со човек. Мислам дека доволно се задржавме на овој слайд. Одиме понатака. Сега, имаме уште една работа, значи рак на македонски. Сега, што е рак на македонски, значи, или на било кој друг јазик, нема врска, еве на тунгузиски може да зборим. Тоа значи, документите прво да ми бидат на македонски, кои што треба да ги исчита моделот, и втора работа да врати на јазик кој што го дефинира тоа, значи на македонски да врати. Можат прашањата да бидат зададени на било кој друг јазик. Значи мора, првиот услов е да документите да бидат на македонски, вториот услов е да аутпутот да биде на истиот јазик. Сега како да работите? Знаете, со секоја рак апликација, ако веќе работиме во некој бизнис обкружувања, па да речеме да имаме речиси неограничен буџет, иако тоа не е реално секогаш. Знаеме најчесто на клаудот од тие апликации имаме некои отприлика предвидени рамки за трошоци, за како ќе се користи, да има некој бизнес value да врати и така натаму. Оваа игра, овие правила веќе тука во овој случај ги забораваме или ги подзабораваме малку. Зошто? Зашто правиме апликација за заедницата сепак. И ќе гледаме колку што е можно повеќе да заштедиме, а колку што е можно повеќе да вратиме на заедницата, да дадеме корист. И секако да не очекуваме премногу да ни се вратат какви да е тие буџетски ставки и така натаму. Конкретно една работа што сакавме да избегнеме е да можеме да избегнеме параметризација на податоците. Тоа што значи параметризација, малце речников е можеби непознат. Се слушнале секако за тренирање на модели, така? Мислам дека повеќето од вас. Тоа значи дека сите тие податоци, сите тие информации, сите тоа знаење се крие некако во тие тежини на невронската мрежа на моделот, например, ако се работи за таков тип на модел. Тоа што значи? Тоа значи дека со секое додавање на нова содржина ние треба пак да дотренираме, треба пак да правиме некакви итерации кои што се доста скапи реално. И секако тоа е долготраен процес на подобрување. Веќе кога ние не можеме да знаеме колкав ќе ни порасне тој модел, може да тренираме со денови, може и со месеци, зависи од ситуацијата. И така решивме, значи, тоа да го избегнеме, иако пазете, рагот како концепт сам по себе не го исклучува тренирањето или фајнтунирањето. Ние едноставно сакавме да сведеме таа можност на минимум, за да може оваа апликација да може да дојде некој човек без големо техничко знаење да рече добро, јас сакам да додадам документ и сакам некако да го апдейтирам тој тул во случајов. И сега доаѓаме до моментот, окей, како ќе го финализираме овој продукт. Што ни треба за да го финализираме? Тоест, ни треба јазичен модел што добро се справува со македонски.
Значи ние некако нема да измислиме модел што добро го хендла македонскиот јазик. Не дека не можеме, ќе ни треба многу време. Значи не знам ако се сеќавате во Base 42 имаше на многу добра презентација пред чинам дека беше година дена, ако не може би помалку. Никола Трајков го представи македонскиот модел Mistral 7B Instruct на база на Instruct со fine тунирање нормално и доби супер многу добар, да речам, во однос на условите за кои што го работеа, Mistral модел кој што комуницира на македонски. Дали можеме да го искористиме ние во тие услови, не затоа што имаше некои други технички констренти, меѓутоа тоа е добра основа за да се користи во овој случај. Ние се подпиравме во случајов на овие големиве комерцијални модели кои што исто така се добри во однос на македонскиот јазик, тие се мултилингвални нормално, како например моделиве на OpenAI. И тоа е тоа. Значи немаше потреба ние тука да вложуваме кој знае каков труд. Меѓутоа трудот беше тука насочен кон изборот. Значи секако моравме да пробаме многу големо множество на такви модели како опции. Секако нормално моравме да имаме соодветен софтвер за развој, кој што исто така ќе ни даде можност побрзо да итерираме кон конечното решение. И секако треба да биде овој тул треба да биде прилагодив на секако видна содржина, значи од книги, текстови, табели, се концентрираме претежно на структуриран тип на содржина, на неструктуриран тип на содржина. И секако ова што го кажав претходно, значи можност за релативно лесно подобрување треба да имаме секако, да може човек што нема премногу преголемо техничко знаење да може да се справи лесно со мејнтененсот. Сега вака, обично кога презентирам нешто сакам да посочам дел од оние чекори што сме ги поминале во развојот. Ова може да биде како навраќање на историјата, што некој може би го мрази, мисли дека е сувишно, мислам дека ова додава малку на уникатноста на проблемот што го решаваме. Една работа што не ставив тука е, да речеме, само немав место искрено, 2020 година. Не знам дали сте слушнале за Патрик Луис. Сте слушнали или не? Патрик Луис, инженер во Кохереја, by the way сега. Патрик Луис имаше една многу интересна статија па и на Hugging Face се објави тој концепт. Реално јас некако не го фатив, тоа беше средината на 2020 година, неколку месеци од после го прочитав. И таму пишуваше рак модели, значи на Hugging Face. Пазите, рак модели. Се што му беше целата идеја нему? Користеше некои од овие традиционални sequence-to-sequence модели, што беа на Hugging Face, тоа од оваа гледна точка тоа се мали модели. Во тоа време беа како што се LLM-иве сега. И Патрик Луис, идејата му беше како да можам некако да го решам проблемот на параметризација кај овие модели. Значи да можам да ги некако да ги надополнувам со знаење, ама без да мора да го тренирам тој модел. И сега он ја направил таа архитектура, само што он ја именува рак модел, а всушност направи грешка човекот во зборови, фактички во терминот. Тоа е нов концепт, нова архитектура, нема врска со моделот. Тоа он го предвидувал како да ќе биде врзан за sequence-to-sequence моделите, меѓутоа времето го поби него. Времето покажа дека можам било кој модел, било кој LLM фактички во случајов да ставам на местото на тие иницијални негови sequence-to-sequence модели и да го добијам истиот ефект. И тоа направи една револуција, а револуцијата се случи некаде после неколку месеци по објавата на ChatGPT, она што го викаме point of rupture во GenAI кај нас, кога веќе не се користи sequence промптирање, туку се користи instructional промптирање за комуникација со овие модели. И некаде во тој период се погоди да прочитам неколку блог постови, значи тоа веќе се случува неколку месеци после тоа, овдека го ставив баш април 2023 година, како година која што ги искуцав првите линии код за Мутавчин. Во тоа време не ни знаев дека ќе се вика Мутавчин, туку беше едноставно беа збир од неколку Jupyter ноутбуци реално, не беше ни Python апликација што за право.
И направив едно истражување за потребите на Интертек, како можеме, например, да влеземе во тоа поле и да решиме некои проблеми кои што претходно не можеме да ги решиме со дотогашното знаење, дотогашната технологија, што имавме нормално под радарот. И едноставно започнав иницијализирање на RAG pipeline, ми се виде релативно лесно, меѓутоа не се лажете, значи иницијализација на RAG и подобрување на RAG pipeline не е се исти работи. Што е интересно, веднаш после вториот или третиот обица, не се сеќавам точно, out of curiosity сакав да видам како оди на документи на македонски јазик. Супер, одбрав еден модел, во тоа време мислам дека Мистрал седмицата го одбрав. Во ред беше мултилингвал модел, не толку добар како од денешна гледна точка, меѓутоа беше сосема доволен за да видам дека некои работи можат да бидат совладани лесно и некои работи можат да се реализираат со малку поголем ефорт. И сега после некои 3 до 4 месеци започнав интерно да ги презентирам моите наоди и што е за моја голема радост, мислам за тоа и може колешката Ангела да посочи за некои работи беше сведок, влијаеше на неколку комерцијални проекти кои што ги имавме на работа. Некаде имавме успех, некаде немавме успех нормално, и тоа нема да зборам се за тоа. Тоа ми беше еден период кај што реков, окей, ова ќе го оставам, го постигна својот ефект и тоа е тоа. Меѓутоа е вака, како што рече Каме, на плани направиме обично муабети за технологија која ќе се разлабавиме од овие секојдневни обврски. И некако со негов пуш рече дека треба да му се даде шанса на ова, да се изводи од фиока. Овие тука неколку ноутбуци, неколку скрипти, неколку примери што ги имав. И некаде тука, после, значи некаде кон крајот на 2023 година, што тоа веќе 2 години помина, тоа кога е далеку во историјата веќе, му дадовме име и ги направивме сите тие работи за да го спремиме да отиде лайв. И се зошто не отиде лайв, секогаш сум на мислење дека треба побрзо влезе. Има тука место, не се секира. Нема стоиш така. Тука веќе мислевме да застанеме малку и да направиме уште неколку работи кои што се битни за да може секој да го користи мутавчейн. Една работа што јас притискав да се направи, сами се притискав, е да направам некаков си тип на операционализација. Значи ова немојте да мислите дека е класичен MLOps, не е. Повеќе се однесува на менеджментот на промптовите, на промпт темплейтите што ги имавме. И нормално една идеја која што ни текна е генерирањето на дијалект, на галички дијалект. Тоа е интересен момент кој што мислевме дека е возможно бар до тој момент да се направи само на параметризиран начин, значи на начин со фајнтунирање на некаков си модел кој што ќе биде парен во случајот на македонски јазик. Меѓутоа излезе дека од тоа што го пробавме сосема ефективно можевме да го реализираме ова со RAG. И ова баш на истата таа презентација кога беше представен овдека во Base 42 на Никола Трајков моделот на македонски јазик, се отвори дискусија за дијалектот и тогаш ми беше малце глупаво да откриам дека веќе во тој момент сме го постигнале тоа. И реков можеби во некоја идна прилика ќе го предложиме и ве се дојде таа прилика. Искрено ми е мило што тоа се случува сега. И понатака кон крајот на ланската година и почетокот на оваа веќе отидовме во процес на бета тестирање, значи и лоад тестирање секако. Интерфејсот го направивме, техничка презентација која што реков, тоа веќе имаше во Интертек без да се спомне нормално продуктот и која е намената. Објавувањето беше некаде во јули, ако не се лажам, така летово, да, и беше веќе отворена апликацијата за користење од секакви корисници, претежно наменето значи за заедницата во Галичник. И за таа цел имавме веќе летово корисничко презентирање, така што ова ќе му дојде веќе како нешто, некаков баланс помеѓу корисничката презентација и архитектурниот приказ со мал акцент на тоа како да се справуваме со вакви проблеми преку користење на RAG.
Сега, ај од техничка перспектива, се што е мутавчин, се каме добро објасни како, зошто го нарековме мутавчин и што представува. После иницијалната презентација и после пуштањето во етер, некако сите почнаа да го викаат мутавчин, абе чатбот е ова. Значи, не ми се свиѓа тој израз некако чатбот. Чатбот многу си го поврзувам како во времето кога имавме традиционални NLP чатботови и добри беа некако за разговарање за одреден дел од одреден тип на конверзација, не и далеко дека беа од денешниве виртуелни асистенти. А исто така мутавчин не е ни комплетен виртуелен асистент, затоа што виртуелен асистент веќе тука подразбира да се приклучам и на други API, да завршам некоја работа. Овдека се што завршува е да одговори на прашања од определен домен. Значи, ја повеќе би го представувал мутавчин како одговарач на прашања од определен домен. Доменот ќе ни биде целокупното знаење што може да го централизираме, да го собереме во врска со галичник. Сега, од рак перспектива, значи од перспектива на рак апликации, тука имаме една нестандардна терминологија, барем беше нестандардна до пред некое време, сега веќе овие две, може би ги знаете, наивен рак, кој ќе слушнете, и напреден advanced рак. Наивниот рак веќе го спомнав и претходно, наивен рак е кога веќе ќе поставите рак пайплайн и нема да се обидете да го подобрите, затоа што таа апликација поставена на овој начин веќе ги задоволува requirementите на пример на стейкхолдерите. Исто имаше и тука, сега ќе се вратам, сега ми доаѓаат мисли баш, имаше Raging Ahead, многу убава презентација, мислам дека од неколку луѓе, пред неколку месеци исто така во Base42. И неколку пати се спомнуваше, неколку пати и сигурно многу пати ќе ја видите и на интернет. There is no such thing as наив рак. Што сака да кажа со тоа, дека ако дадете вие, ако се тапирате вие наивен рак и дека ако таа апликација на тој начин работи, тогаш значи не би требало наивно да ја викаме, така. И мутавчин беше на почетокот наивно. Со првите проблеми ние направивме веќе напредна. Го гледате тука мутавчин, значи мутавчин веќе полека навлегува во напредни рак апликации. Сега овие два типа на рак апликации не се сретнуваат толку често, што заправо последниве месеци се издиференцира малку по малку. Не намерата да биде динамичка рак апликација. По динамичка мислиме на динамичко креирање на вектор сторови, ретривери по потреба, значи тоа веќе не гледаме никаква историја која што треба да се зачува. Во случајот нас ни требаат сите документи, целото знање да биде перзистентно. Значи ова никош не верувам дека ќе го направиме. Може би во некој друг облик, меѓутоа сега за сега не ни е тука целта. Модуларна, кога збориме нашиот пристап, значи при девелопмент, при развојот на оваа апликација, веќе ги направивме на модуларен начин. Проблемот е тука што во рак, модуларна, значи употреба на различни типови ретривери. Ретривери значи на преземачи на информациите за да може моделот да ги восприеми. Така што најверојатно ќе одиме натака, се повеќе и повеќе, меѓутоа за сега не сме таму затоа што множеството на документи е се уште мало во однос на можното множество на документи што можеме да го имаме за да му го пропнеме на мутавчин да може да го пренесе како знае. Сега овдека на брзина ќе ги нафрлам само технологиите кои што ги користиме. Ова множество на технологии не е целосно. Сакавме да вклучиме технологии кои што ќе бидат лесно разбирливи, пак за third party луѓе. Како што е, например, ако сакаме некој да го мейнтейна ова, да го одржува ова апликација да одржува, би било фино да биде сите документи да бидат ставени на Google Drive, например. Што сега може некој ќе каже се не е толку secure пристап или не знам како, не, сакавме едноставно да биде лесно, да бидат лесно достапни, лесно да се менаџираат тука. Исто така е многу интересна работа, куриозитет и тешко се наоѓа, не се наоѓа често,
е тоа што вектор сторот како интегрален дел од секој rack pipeline ни е ставен исто така на Google Drive, што ретко ќе најдете такви примери и не е скалабилно секако до таа мера, меѓутоа ние се потрудивме да го направиме на тој начин затоа што барем полесно ќе биде за менаџирање. Форматот на документите кои што го поддржуваме сега за сега е Google Docs и Google Spreadsheet, исто така поддржуваме и PDF, моментално е само од други причини дисейблуван овој дел, затоа што приметивме со тек на време дека многу ефорт ни отпаѓа на преместување на некои секции кои што се многу битни при процесот на чанкинг. Процесот на чанкинг во рак на огромен текст има голема улога врз перформансите на самата апликација. Од аспект на моделите, еве со што се пробавме многу типови на Hugging Face модели, Mistral тука можам да го извадам исто така. На Google модели, гемата ја пробавме баш, меѓутоа на крајот на краиштата, ова беше trial and error. Впрочем и сите работи беа trial and error на некој начин. Се задрживме на моделите на OpenAI како некако најперформантни во поглед на македонскиот јазик. Збориме до овие комерцијалните модели секако. Може има некаков модел за кој што не го знае, меѓутоа кога се работи за македонски секако дека ќе дознае комјунитито дека имаме некој таков погоден модел. Но за жал се уште немаме некој кој што ги аутперформира моделиве на OpenAI. И во поглед на вектор сторот, значи се задрживме на FAIS, не дека хромата не беше добра, не дека квадрант не беше добар, едноставно се одлучивме поради брзината. FAIS ретривингот, значи самиот начин на ембедирање, многу побрзо се справува со тие работи. Например, кога веќе го пробавме мутавче на хрома, на почетокот беше окей, солидна латенција имаше, меѓутоа со FAIS изненадивме колку побрзо оди тоа. Се тоа брзо како звучи, колку побрзо, кода е побрзо од аспект на не знам, неколку минути во споредба со неколку секунди. Не е така, се работи за милисекунди, меѓутоа тоа значи многу кога се работи за вакви апликации. И на крајот за развојот секако LangChain ни беше најприроден фреймворк. Зошто исто намерата ни беше да креираме кастом рак апликација. Можевме ова да го направиме во Bedrock, не знам, на Amazon и со неколку клика и тоа е тоа, ама сакавме баш од тие причини што ги кажав претходно да имаме некаков таков кастомизиран начин на development и модуларен во однос на архитектурата. Фронтендот, ова е малку звучи можеби детски, Streamlit да користиме за фронтенд. Не ви сугерирам, искрено не ви препорачувам за сериозни работи да го користите, не дека мутавче не е сериозна работа тама работа, меѓутоа во случајов го избравме затоа што сакавме да видиме до каде ќе може да одиме во поглед на можностите што ги нуди Streamlit. Верувајте, една навигација помеѓу пејџови е голем челендж, затоа може да посведочи Гоце многу ни помогна. Тоест, он го направи фронтендот, морам да кажам, ние многу малку контрибуиравме со ова. Фала уште наш Гоце за ова малку трпна работа. И искрено, затоа што една предност на Streamlit е тоа што онаа чат форма за диалог некако лесно може да се среди тука. За, не знам, ако ја правите во React или ако ја правите во, не знам, во Angular, ќе ви треба малку поголем ефорт. Уствари сега се е лесно, нели, со кода си системите, така. И секако Python, значи за добар дел од кодот ни е развиен во Python, и со неколку workaround секако, меѓутоа во тоа е убавината, нели, малку да искуцаме код. Како и да е, правилото за развој ни беше дека секој дел од овие во иднина да може да се замени. Значи, ако имаме подобар модел во иднина, ако имаме подобар вектор стор, не знам, можеби ќе се, не верам дека ова ќе умре во секој случај. Ама за овај не сум толку сигурен за овие две работи, така што може да се појават и многу поперформантни делчиња кои што може да се искористат. Се ова, кој ви е крив што седнавте позади? Значи, не се трудите да ги читате овие тука делови.
Од кај сакате да почнем? Од црвеново? Че вака, нема некој rule of thumb како да се направи на архитектура на рак апликација, што е за право. Треба да се водите и од доменот, треба да се водите и од некои други технички констренти кои што можеби ги имате. Едноставно, треба само две работи да разграничите. Ова важи само за кастом рак апликации, збориме. Го гледате овој дел што е вака со испрекинети линии. Намерно вака го означив. Ова е се што треба да влезе во апликацијата што треба да ранува. Значи, ако ова целиот рак пайплайн, овој дел треба да влезе во, ајде да речеме, во Docker имиджот, например. Зошто е тоа така? Затоа што не треба вие да се замарате со иницијализација на вектор сторовиве додека апликацијата работи. Многу битна работа. Доколку тоа го правите, секако ќе изгубите многу на латентност и едноставно некои работи не можат да се процесираат како што треба. Значи имаме апликацијата. Таа апликација треба да исчита од два, во случајот векторски стора, и уште една скрипта која што ни помага да ги преземеме тие векторски сторови од некој надворешен уред, во случајов Google Drive, така? Затоа што реков дека вектор сторовите ни живеат во Google Drive. Исто како и raw контентот кој што доаѓа во форма на документи, ова се нели книги, артикли и така натаму, информации. Некаде се структурирани во Google спредшитови, а оние податоци што се врзани за дијалектот ги ставаме на посебен фолдер, да речеме, или во посебен дел од Google Drive, и тие исто така се превземаат. Значи тој вектор стор исто што се креира, значи посебни вектор сторови имаме, еден за документите, еден за дијалектот и еден за документите, треба да бидат преземени некако за да може да живеат во овој Docker контейнер. Друга работа, овој дел е многу важен исто така, тука ни живеат промпт темплейтите. Темплейтите значи тоа се како еден промпт, например кога промптате некој, еве ChatGPT го промптате и му кажувате неколку инструкции, овдека имаме и варијабли, значи во тие промптови. И имаме посебни промптови за преземање за парафразирање на прашање, имаме посебни промптови за одговарање на прашање, имаме посебни промптови за преведување на одговор во дијалект. И значи за ова ни треба менеджмент. Ние реално на почетокот не ни мислевме дека ова ќе ни треба. Затоа што ние обично промпт менеджмент правиме во тимови по неколку луѓе, па да немаме некаков проблем при, не знам, еден ќе смени еден промпт темплет, друг ќе смени друг или така нешто. Не, верувате, кога сте еден човек, мора ова да го направите, затоа што многу работи се губат и мора брзо да вратите некогаш некои работи. Антипатерн, да речеме, ова да го ставате во кодот, да биде капот. Гледам дека многу луѓе го практикуваат тоа. Не, ставајте ги промптовите, тоест промпт темплетите ставајте ги на страна во некој промпт, еве да речеме Langsmith, например, нуди едноставно решение. И OpenAI нуди, и MLflow го знаете, и еден куп такви MLOps платформи, например, го нудат тоа како дел од своите фичери. И нормално си имаме надворешни провайдери на модели. Реков, пак сулудо е да очекувате од било кој човек да истренира или да фајнтунира модел на македонски. Да, би било супер, мене ми беше многу убаво така ќе слушнаме и супер фајнтуниравме модел на македонски. Стварно е супер, од љубов е работено тоа, меѓутоа дали се исплати, може сами да процените. Па мислам дека горе-долу се покрив тука. Да, ова е Railway, ова е фактички делот каде што ни живее овој Docker контейнер и каде што ранува. Тоа е една мала платформичка која што е доста cost effective. Ако дефинирате Docker контейнер, веднаш, тоест Docker image со конфигурација соодветна, он ќе ја исчита автоматски, ќе ви направи CI/CD pipeline и super handle environment варијабли, така што дури полесен од Amazon која ќе споредам, што е заправо, од AWS, така натаму. Еден пример тука, ова се до сега беше како сме го структурирале овој
рак пайплайн. Сега како ќе се справиме со неструктурирана содржина во услови кога имаме проблеми. Така. Го детектираме проблемот. Така. Причинава може да биде позната и непозната. Ако ни е позната причината и ако се работи за генераторот е дел кој што всушност е задолжен за промптањето, за чейнот и за комуникацијата со јазичниот модел. Може да се случи тука дека би требало, не знам, да направиме query expansion. Query expansion е една техника која што ја употребивме овдека во Mutavchain. Ако поставиме едно прашање, може да поставиме, не знам, Ристо влезе пред 15 минути овдека, и може да кажеме да го прошириме тоа. Ристо влезе пред 15 минути затоа што врнеше, му досеше автобусот и така натаму. И сега кога ќе го прошириме query-то, може да добиеме дополнителен одговор. Значи така се справуваме со информациите кои што се всушност недостасуваат. Имаме друг начин, chain of density, меѓутоа ајде во интерес на времето ќе го скокнам, ова веќе е малце покомплицирано. Ако е решен проблемот, супер. Ако не е решен проблемот, итерираме понатака. Во ред, знам дека проблемот ми е кај ретриверот. Кај ретриверот можеме да си играме со тип на пребарување, може да си играме со аргументи. Например, ретриверот е задолжен за да врати соодветна информација од вектор сторот и да ја врати назад во апликацијата, па да ја замени во варијаблата на prompt темплейтот и да може после тоа да си ја пропрати кон тоест генераторот да си ја прати кон соодветниот LLM и да си добиеме соодветен одговор. Тука е многу битен овој аргумент и многу си игравме со овој К резултати. Значи таа бројка К, тој аргумент К, всушност ни дава, означува колку документи ќе вратиме од вектор сторот. И во нашиот случај, бидејќи се повторува, пример, за една историска личност имавме многу документи, доколку К ни биде премногу мал, може да избегнеме некои информации. И би било добро секогаш овој К да го држиме релативно голем. Сега нема да кажам, не се ми сеќавам колку го сетиравме, меѓутоа е релативно голем. За други типови на примени на рак апликација, ова ќе биде различен. Затоа викам секогаш има рак како концепт е толку уникатен врз основа на доменот кој што ќе го употребите за реализација на некаков проблем. И за реализација на некакво решение на проблемот. Тука имаме исто така праг на скор, кој што исто така може да се употреби. И се дојдеме до вектор сторот. Вектор сторот сам по себе некако имате најмал простор за маневри тука, што заправо ние, освен со менување на тип на вектор стори и некои аргументи што самиот вендор на вектор сторот ги нуди, реално и не менувавме премногу, меѓутоа има начини да може да се замени тоа. И ова LT единица, која што, ова не е грешка, не е ETL, се дета инженери веќе се јават, не е ETL, ова е load, transform и embed, ова значи. И тука веќе се дефинира ембедерот, сплитерот, препроцесорот на текстот и така натаму. И техники како hypothetical document embedding, semantic splitting, исто така имаме embedded summarization, имаме тие се тие техники кои што можеме и да ги употребиме, и не мораме да ги употребиме реално. Некаде ќе бидат употребени овие. Например, со Hida ние немавме премногу среќа. Со семантичко разделување, да. Значи, тука употребивме еден интересен модел од Hugging Face, кај што реално сплитувањето на тие чанкови ни одеше баш по контекст, не ни одеше на строго по реченица или по сплитер или по така натаму. И на крај, секогаш може да интервенираме во raw податоците. Зошто во raw податоците? И мислам дека ова најчесто, ако се вратам наназад, најмногу сме интервенирале кај генераторот и кај податоците. Зошто? Затоа што така се погодија грешките што уствари ги увидовме некако. Не значи дека нема ние да интервенираме во иднина на овие три места. Значително. Што доколку, сега вториот момент, доколку не ја знаеме причината,
Гледате? Нема некаков си rule of thumb за тоа каде прво да интервенираме. Од моје искуство, пак ќе кажам, тоест од наше искуство кај генераторот и кај податоците, да, прво гледаме, иако реално најмалку промени може да имаме тука. Зашто овдека можам да сменам, не знам, тип на пребарување, овдека можам да го сменам вектор сторот или некој аргумент да подесам и тоа е тоа. Кај ембедерот исто така. Овдека ќе треба да правам нов prompt template можеби, значи овие се драстични промени тука. Меѓутоа некако не природно ни доаѓаат реално. И се доаѓаме до овој момент кој што им е многу мил, не дека работи совршено, што е заправо генерирањето текст на дијалект. Сега јас не сум искрено експерт по лингвистика и слични работи, меѓутоа знам дека во случајот на македонскиот јазик и во случајот на другите дијалекти, другите јазици, тие најчесто наследуваат граматиката. И едноставно разликата е воочлива во речникот што го имаат. На некој начин имплементацијата е водена баш од овие две правила, со тоа што во случајот ставивме посебен вектор стор и ставивме посебен алогно на тоа, посебен ретривер, посебен prompt template, овдека треба темплейт да стои, да сум го промашил. Зошто сега тоа го правиме, зошто не ги мешаме со другиот вектор стор, например? Зошто ни треба ова баш кога размислуваме архитектурно? Од проста причина што може би треба да дадете посебен search кај ретриверот. Не дека не можете да го комбинирате, меѓутоа после тоа во однос на maintenance ви излегуваат други проблеми и во однос на перформанси ви излегуваат други проблеми. Првиот обид ни беше така, зошто да правам сега нов вектор стор, дајќи ги ставам тука заедно. Податоците, значи правилата од дијалектот со род документите што ми требаат за question answering. И во случајот сепак излезе дека сме биле во право, дека поскалабилен начин е да направиме decoupling, значи на вектор сторот за дијалект со вектор сторот за документи. Овдека се неколку примери како оди содржината на род документите за правилата за дијалект, иако мораме да признаеме сега не сме ги покрили ние сите правила. Ова ни беше повеќе се враководевме од работи што ги знаеме кога сме биле деца, па кога сме збореле на таков дијалект и неколку записи кои што можеме да ги најдеме во некои институции и документи. Сепак мислам дека многу работи фалат. Еден голем челендж што ни представуваше тоа што оригиналните документи кои што ги процесиравме не беа на таков дијалект, освен еден документ кој што беше мешавина, галички дијалект, малку србизми, малку црквено-словенски јазик и така натаму, кој што не беше погоден едноставно за преведување. Она што нормално сакам да потенцирам дека прашањата на дијалект, на галички дијалект не се поддржани во случајов. Значи тоа ќе ни отвореше голема комплексност и секако прашањата треба да бидат на било кој од стандардните јазици. Зошто? Затоа што прво оригиналните документи се напишани на литературен јазик, освен еден како што кажав, и тешко е да се направи similarity search или било кој тип на search до вектор сторот за да се пронајде соодветниот термин и нормално ембедирањето не оди така едноставно, не оди на ист начин. Значи овие големи јазични модели кои што имаат кои што предвиделе ембедирање на некаков си јазик, не го предвиделе тоа со дијалектите. Истина, дијалектите ако сметате дека македонскиот јазик припаѓа на оние јазици кои што се low frequently used, дијалектите се зафаќаат уште помал процент. Значи ако според последните бројки што ги видов 0,3 или 0,03% од македонскиот јазик е на ниво на интернет, зборам за контентот кој што е напишан на македонски јазик, замислите па дијалект некој на македонски, како би изгледало тоа. Значи тоа би било 0, не знам колку, 150 нули, па после некоја бројка можеби. И она што го кажав, еден од најголемите предизвици и уште ни се протнува по некоја грешка, можам да кажам слободно дека не е ова најсовршен начин, меѓутоа ајде, рафли сет, можда 80 до 90% од зборовите супер ги преведува на дијалект.
имаме проблем со кратките зборови. Кратките зборови како некои честици, како ќе, на пример, ќа, е, на пример, требаше да се преведе како е. Зошто имавме проблем? Затоа што овие кратки зборови многу мале процентот на similarity matching на контентот, уствари на одговорот што го враќаме со соодветното правило во векторскиот склад за дијалект. Зошто? Затоа што во случајот ние се подпиравме само на вакви правила. Кога почнавме да ги ставаме овие правила во контекст на некакви си зборови, повеќе примери да му дадеме, тогаш веќе добивме многу подобри резултати. И уште еден многу интересен предизвик кој што досна релативно го откривме, тоа се прашањата за превод. Не знам на кого му текна, се не се сеќавам. Сакам да знам како се вика, пример, девојка на галички. И он го пишува како се вика девојка на галички. Сега Мутавчин му одговара. Цуца на галички се вика цуца. Зошто? Затоа што ние сме му кажале преведи го одговорот на галички, така? И он уствари го преведува одговорот. Цуца, девојка си е цуца, го преведува, цуца си останува цуца, така? И тоа е тоа го решивме на поинаков начин со тоа што ставивме дел од овие, тоест не дел, целото множество фактички на дијалектни правила ги ставивме во овој документ, меѓутоа ги ставиме во поинаква форма, не како правила, туку како реченици. Тоа значи тоа, некако од структурирана форма ги вративме во неструктурирана форма и на тој начин успеавме да го решиме и овој проблем. Сега тука само да кажам на дијаграмов, да покажам за овие три делови. Прво, чекорот е да се од векторскиот стор за документи да се пребараат документите. Значи овие се три чекори на ниво на ретривер. Ги пребарувам тие документи, врз основа на овие документи одговарам и после на крајот преведувам на дијалект. Значи овие две работи ни се ретривери, овие компоненти, додека ова ми е компонента која што само користи LLM и само одговара на конкретни прашања, затоа што оваа компонента веќе му ги дала овие документи тука. Ова е некако принцип на лажно учење, она што го викаме, ја му дадов на моделот да ми научи нешто, не учи, него ти му го даваш тоа на тацна буквално, да го прочита и он ти го чита и ти го кажува после тоа. Ја мислам дека време да завршим, така, да не забегам многу. Па вода нешто да ставите. Да, може да останеш, затоа што краток ќе видам. Да седнеш малку. Океј, додека презентираше Велимир, битна работа која што треба да се напомене, дека сепак и гледајќи на хронологија и колку има процеси на размислување и на реализација, сепак стана збор за MVP. Значи, ова е minimal value продукт. Битно беше да се презентира кон јавноста за да добиеме повратен одговор. Затоа што битно е да имаме повратен одговор од користиците и да видиме каков тип на проблеми ќе добијат и за да се подобра понатаму овој продукт. Секако главната цел е за користење за заедницата и за чување во ваков формат на знаењето. Наведени се дел од листата на работи кои што планираме да се подобрат. Секако оној дел ни е малку надвор од домен, лингвистички е поврзан за подобрување на самиот речник и тоа е уникатност на самата апликација. И тоа е некоја помош која што планираме да ја добиеме или да се ангажираме малку повеќе. За самиот код планираме да биде open source и отворен код, сепак треба некои подобрувања да бидат доработени, за да може секој да контрибуира и секако што ме во заедницата да се подобрува самиот продукт. Од аспект на старите продукти планираме да ги одржуваме, секако имаме идеи и нови продукти ќе реализираме. И самата идеја на Карбол е поврзување со нови идеи и луѓе кои што имаат слични афинитети, како што кажав, за реализација на најинтересни идеи, би рекол. Не би сакал тука ограничување да ставам. Од аспект на бизнис аспектот, така
сме фокусирани на сервисниот дел, know-how services, значи и за development, каков и да е development и менеджмент. Би ја привршиле презентација, со тоа што предлагам да продолжиме на прашања и сега да ви се заблагодарам на присуството на оваа презентација. Благодарам. Ако има прашања баш и би ни помогнали искрено, можеби на некои работи сме направиле overlook и некои работи не сме ги предвиделе воопшто, па можеби ако се развие некаква дискусија, па можеби ќе сватиме некои моменти кои што може да ги доимплементираме, нели? Или не знам, сите сте станд. Браво. Добро, не или стрим. Каде да. Пошто спомнавте за документите се процесираат, зембидец процесирање на документите. Сега ви сте најверојатно постојат повеќе аудио записи. Дали некојаш би текнало аудио транскрипција да направите, па истото таа да го isprocesирате, пошто реално повеќе има аудио запис него документи. Втора работа што ми текнува е дека немаме делумна дигитализација на архивот, ама мислам дека е само 10% така имаш. Се тоа има знам дека се владава нешто пробува да го дигитализира скроз, веројатно би било подобро да се прочешла у тие документи или документиве што стојат у големите архиви, како што е Истанбулскиот, Лондонскиот архив, некаде се прочепка у тие документи, така да една идеја за да се надгради тоа или евентуално ако се најдам ја некој слободно време, па ја да партиципирам, ако најдам. Тоа би било. Сакаш да говориш ти прво на... Па да, го имаме дискутирање за транскрипција, ама одлично, затоа што не се потврди. Секако има материјал и уште подобро, поавтентично ќе го видиме, затоа што друго е пишан зборот, друго е кога слушам. Да, секако дека има поголем напор што треба да се вложи, тоа е дополнителен напор што одлично било ако може од други извори, дигитализирани библиотеки, затоа што ова се документи кои што ние лично ги имавме или ги собиравме така. И дополнително што треба да се додигитализираат книги кои што не се моментално во дигитален или прифатлив формат за апликацијата. Или во случајов имавме поддршка од луѓе кои што рекоа ќе ви ги даеме книгиве, никакви авторски права не бараме, никакви надокнади не бараме, едноставно авторот кажува слободно користете го. Тоа беа книги кои што искрено и авторите ги јавно ги споделува. Значи немаше некаков констрейнт тука. Проблемот некаде настанува кога со авторот или со продукцијската или со куќата фактички, со библиотеката која што како се вика тоа веќе, да. Прашањава се на место, да, баш се сакаме на работа да кажам тука колку е тежок процесот на селектирање текст и на проверување дали е добар фит за Мутавчин. Ние on paper Мутавчин може да обработи, како што кажав, широк диапазон на документи. Многу се грижиме да ги прегледаме, значи да ги прочитаме менуално. Зошто може да има некоја информација која што не е точна. Многу интересен, втори интересен момент фактички што ни се случи, откривме лекторски и контекстуални грешки во добар дел од книгите кои што има претходно лектор, проверени се супер, со Мутавчин ги откривме оние контрадикторности. Например, се гледаме, Ѓорѓе Пулевски, така? Ова е многу чест пример. Фактички, годината на Ѓорѓе Пулевски некаде се сретнува како 1009 на раѓање фактички. 1822, некаде 1817, некаде 1831, што од старт нема врска, затоа што е многу касно. Ама неколку пати ги откривме, да, има дискрепанца, да, и неколку пати ги откривме тие работи. Зошто? Викаме, чекај се, еднаш одговара вака, еднаш одговара на друг начин. Значи мора да е конзистентен Мутавчин при одговорите. Значи он мора да каже вистински факти, така. Кога дебагиравме во позадина, кога ги увидовме тие работи, многу е битно при рак апликации да ставите логирање, са инженери веќе ме сватат,
логирање на секој чекор во чейнот, и во чейнот и во ретриверот внатре. Маце е тешко да се изведе тоа во long chain, меѓутоа имате една работа што се вика runnable lambda, која што може да поврзате помеѓу два споја од чейнот и може да се ставите внатре една логин команда и веќе да ги гледате овие работи. И интересно беше тоа што такви работи, такви неконзистентности откривме, па може сигурно 20-тина, ако да. Да. И веднаш после направивме корекции. Сега, корекции на книгите, меѓутоа во електронска форма. Ја не можам да ги препечатам сега нормално. Меѓутоа овие работи од после ни текна може требаше да ги запишуваме. Зашто ние не ги запишуваме реално, него правиме директни корекции. Тоа е она последниот чекор на оној диаграмот што го прикажав оној флоу како се справуваме со подобрување. Тука веќе мораме, не можеме да интервенираме на ниво на вектор стор, мораме да интервенираме на ниво на raw содржина. Па да го преинициализираме вектор сторот, затоа што нормално веќе можеме да го збуниме и ембедерот тука, значи мора наново да направиме цела таа операција. Дефинитивно, мислам, проблемот кој што го истакна, мора на ниво на процес да го документираме. Значи, кој е начинот, за да се знае на кој начин, доколку се направени корекции од така raw data, треба да се знае после ако коригиран одговорот. Мутавчин секако не е имун на грешни информации во книгите. И на тоа многу пазиме мењално кога ги преледуваме овие книги. Значи не дека ние правиме сега рестрикција на некаков контент кој треба да влезе и кој не треба да влезе, не, тоа не го правиме. Меѓутоа гледаме фактички форматот да биде задоволен и нормално еве ни се случуваат проблеми со дадена книга и внатре има табела. И сега во табелата се содржат некои податоци. Ние мора веќе тука табелата да ја претвориме во некаква неструктурирана содржина за да може да ја исчитаме. Затоа што вака се тапиран рак, многу зависи од начинот на кој што му е дадена таа содржина. Ако е неструктурирана, во ред ќе се справи со неа. Ако е структурирана, веќе тука важат други правила. Што тука веќе одиме на ниво на keyword search или query, значи работиме со бази и така натаму. Да, тој беше наведено како еден од чекорите за понатамошен развој што ги има во план. Мене ме интересира, многу добра идеја и браво за идејава, многу ми се венди свет. Ме интересира, имам правено со Streamlit, нели исто рак система, ама тоа беше помала моја апликација што ја прев за магистерски. Колку е брз респонсот што го добивате сега од одговориве назад, пошто на пример јас често се соочував со таков проблем со Streamlit, дека спомнавте да не се користите и баш ме интересираше дали имате брз или подолг респонс. Ми е криво што не ги извадив тие вредности од метриките од тестирањето, баш да видиме респонс тајмот колку беше. Меѓутоа, во нашиот случај ние толериравме некое отприлика генерално прифатливо време на респонс од Streamlit. Нас проблемот повеќе ни беше читањето, значи од вектор базата, претворањето, значи во raw содржина, мечирањето па претворањето во raw содржина и нормално респонсот од LLM-от исто така. Тие работи влијаат повеќе на латентноста него Streamlit-от. Него респонсот од Streamlit во случајот. Како чинував ова Streamlit-от, знаеш, лошо звучи. Претходно и Велимир го објасни делот дека структурирано е прилично да може да се заменат делови од рак системот. Експериментиравме со Streamlit затоа што е намената за ML така развој. Секако може да се замени, ама не е ботлнекот главен таму. Инаку гледавме да биде прифатлив. Може да пуштиме апликацијата за да видиме колку брзо одговара, така real time. Ако има друго прашање. Намерно вдека ставив, ова ќе го избришам. Со Ѓорѓе Пулевски сега баш ми беше примерот. Ај некое прашање, не знам. Некој
Добро прашање. Овдека намерно ја извадив од еден брендж, фактички не е баш најидеална, може да има грешки оваа апликација, ова е на featured брендж баш. Ама тоа е битно, знаеш, за да има грешки, малце да се види како би се подобриле. Ај не знам едно прашање. Супер, ај најстара, мислам дека нема да знае, ама во ред. Ајде. Која е најстарата? Сега ништо страшно и да не знае. Сега еве го. Значи веќе му треба време да пребара, да се поврзе до LLM-от. Значи ова се работи кои што искрено не знам колку можеме да одиме во подобрување во случај. Сега, видите сега. Не се знае точно што е најстарата фамилија во галечевиот дијалектот, само се чудно ќе ви избори. Но се спомнуваат фамилиите Грорковски, Пулевски како некои од најстарите. Овие виш чудна работа. Како па мене ме спомна. Не, може да има некои, да, ако го имам ставено дел од стеблото кај мене, да, може да има информации за тоа. Овие фамилии имаат историско значење и влијание во локалната култура и општество. Зошто ова не е преведено на дијалект? Затоа што едноставно не сме знаеле како култура, локална влијание, значење треба да се види. Овие си современи зборови реално и за кои што нема превод. Значи овие се повеќе и повеќе дијалектот ќе се губи. Меѓутоа за овие не се знае, не се зноет, веќе добро го направи. И се уште една работа само да потенцирам за политика на фер користење, нели? Ние сме ограничени на 2 до 3 реченици најмногу во аутпутот од инференцирањето. Зошто? Затоа што да избегнеме некој да си постави 15 прашања, па сега да направи повеќе трошоци, сепак ако сакате некои работи да дознаете за Пулевски повеќе, може да поставите уште еднаш прашање, кажи ми други работи, затоа што чат историјата исто ја зема предвид. Тоа може требаше да го метнем во презентацијата, сега ми текна. Како се хендла чат хисторито. Инаку сега беше на работа што дознав Mem Zero, бевме на конференција на Databricks, сега што го правиме муабетот баш. Mem Zero е многу добар како memory layer и добра примена наоѓа за скалабилност на меморија при рак апликации. Треба и да пробам, и јас сакам да пробам периодов. Така што може да најде и примена овдека во мутавчење. Се многу забегав со зборување. Прво, браво, супер за иницијатива ве за ова што сте го постигнале. Стварно е супер, пошто еве ја често барам на ChatGPT кога си пишувам, знам некојаш кога ми е досадно на македонски да почнам да го прашувам нешто. Не знам, изрецитирај ми на која песна на македонски, не знае ниту една песна да изрецитира, ништо не знае, буквално се грешно ми пишува. Така што многу е добро што имаме нешто вакво. Сакам да прашам дали има проблем, дали сте имале проблем со халуцинации, што претпоставам сте имали, како ги имате решено. И второто прашање ми е дали планирате да, или можеби веќе е направено да враќа и од каде е најдено, од кој документ е изворот на тоа што го враќа, тоа што го одговара, како референца до документот. И последно прашање, три одеднаш, можеби дали сте размислиле да има и некои, како да кажам, као копчиња или некако на некој начин да се собира фидбек од корисниците за да се подобрува понатака, нели, продуктот. Ајде да пробам да одговорам. Значи да, халуцинираше и посебно што се примериве се македонска азбука се користи. Имаше примери кои што други знаци, не знам дали беше, не ги знам сите словенски јазици, но имаше дали руска, бугарска, така некои букви кои што не се дел од наше дело. И да, може халуцинира и се уште верувам дека може да халуцинира. Гледавме цела имплементација да биде што поедноставно, затоа што кажав дека MVP, заради тоа има некои, мислам нема дополнителни копчиња, туку е прилично едноставно, прашуваш и ти одговара. А секако дека да, секој предлог е добар. Може и за фидбек клубот. За
Фидбек глупот. Чекај сега вака. Додека ги отворив баш и тие други презентации многу. Ајде да не, ќе забегаме во друг муабет, подобро да не отворам ништо. Фидбек лупот, тоа е многу добра идеја, иако нас ни треба прва работа што сакам да направам пред ова, барем зборувавме за тој план, да направиме некаков тип на евалуација. Ние освен менуална евалуација се за сега немаме онаква евалуација како што сакаме, например како на проектите на работа што се спроведуваме, значи автоматска евалуација до некаде па да видиме до каде може да ги подобриме перформансиве на рак системов. Прво би дошол тоа како чекор, па после јас би го ставило, затоа што пак ќе се сведеме на менуална обработување на овие проблеми. Сега за сега имавме фидбек, што е заправо фидбек од како излезе мутав чейн го добивавме на имейл. На имейл и отваравме ишуа на GitHub и лека по лека ги решававме. Не е најперформантен начин, тоа се сложувам, значи тоа ги имаме како идеја. Туку и во директна комуникација со луѓе, после тоа се отвара. Тоа е фидбекот, мислам, за сега. Да, уште некои прашања имаше или? Ја ќе ви почнам со имперфектните форми на глаголот у трето лице еднина, тие ми сторови, морови, чейни, мейни. Да, здраво. Се не знам, може овде повеќето сте од технички оддел, јас сум лингвист. Прво, фала ви многу што сте биле храбри и да го почнете ова, оти нас многу ни требате. Особено што гледаме сега дека латкиве, нели, од цела оваа OpenAI и ChatGPT и така натаму, ќе дава добар аутпут ако има добар инпут. Сега за сега нема. Како што ова го кажа ти, 0,3% македонски јазик, тоа е само зашто сме мрзливи, затоа што не е дигитализирано, огромно творештво и многу е тажно сето тоа. И се да, од тоа уште треба да најдеш дијалекти. Освен Ѓорѓе Апулевски тријазичникот, ако некој не седнал да го стави, не знам дали некој друг внесувал документи, ме разбираш, и за тоа инпутот ќе биде слаб. Да. Значи, не, мојата чисто, вака као предлог за подобрување, дефинитивно ви треба соработка, има цел диалектолошки центар или центар за диалектологија умано, има супер луѓе таму. Мислам дека да почнете со премисава дека граматичките правила се во главном исти, не е баш добро. Одма веќе ве побијам, сега ту конкретно не го знам галичкиот дијалект, чисто вака се ќе нафрлам неколку идеи за да добиете и вие сенс, чувство за што зборувам. Например, на фонетско ниво, овие глаголи у трето лице, имет, немет, тоа немаме ние трето лице дека завршува на т. Ме разбирате, и ќе се збуни моделот, не знам што вади. Или може глаголите да се во три групи, а, е, и, а да и овдека да има сите пет согласки, да играат улога и да најдете глагол. Ме разбирате, нема да го препознае. Еве, не знам, глаголски прилог. Мислам дека во вашиот крај е враќаеки, а е одејки, враќајки, значи граматиката е различна, фонетиката, морфологијата, наставките и не знам како ќе ги препознае. Сиграв јас со ChatGPT чисто да ви дадам пример, демек честичката ќе да ми ја брои фреквенцијата за градење идно време и кај што е че не ја препозна. А колку луѓе во Македонија викаат чеом, чепрам, ме разбирате, значи погрешни информации ми даде. Чисто не онака размислувам да не се трга многу храбро дека граматикава иста, од еве дури на фонетско и морфолошко ниво, а на синтаксичко исто така. Може да има некои разлики кои што нема да ги препознае моделот. Иначе фала ви, ни требате и си требаме и така. Фала, Мир. Вака, значи, подобро да се тргне од нега и кажа Велимир дека е симплифициран моделот. Подобро да имаше една верзија отколку прилично е комплексно. Тоа што го објасни, затоа што кажавме не сме лингвисти, имаме по некое знаење, а мора да тргнеме од некаде. Дали има други документи, не е само тријазичникот. Значи има поголем збир на документи, луѓе кои што пишувале понови документи од различни временски периоди. Тоа е прилично стар документ, ама има пример така од Огњановиќ прилично
целосна книгата. Има документи, може да го разгледуваме, но не е, мислам, тема на разговорот, како е изградена базата на документи. А инаку да, секако дека тој го нагласив за следните чекори, дека соработка со јазичари кои што многу по-структурирано би ни дале начин како да се формира граматика и на друго ниво да биде следниот релиз, затоа што ипак MVP како што реков. Малце може требаше поинаку да ставиме во слайдов, значи да, граматичките правила се, кога мислеме на граматички правила дека се наследуваат од јазикот, мислеме на овие главните граматички правила. Значи имаме некои варијанти, како добрите беа примери. Имаме проблем со знае, со зноеме, такви работи. А откако ги увидовме тие примери, ние ствари ставивме ги проследивме во тој документ за дијалект, ги направивме сите во род и во број, сите примери на тој глагол. И така го решивме проблемот. И веќе на принципот на similarity search он веќе ги исчитува тие правила и веќе ги знае, ги вметнува во prompt темплетот и веќе знае како да ги преведе. Не беше лесно, не можеме од прв тоа да го направиме, меѓутоа го предвидовме овој момент. Значи овој момент ние горе-долу покрен, иако не со сите зборови што не ги знаеме. Например, добар дел од зборовите, кај добар дел од тие зборови немаме ставено затоа што не сме уочиле проблеми. Тоа е сепак голем речник, голем. Како за дијалект е голем, значи еве неколку страни А4 формат, отприлика да речем. И се тие правила како што се наведени така, имаме и генерални правила, имаме и правила од примери. Генерални правила се, например, никогаш не употребувај «дз», буквата во галичкиот јазик, зашто ја нема, реално. Нема збор на «дз». Ако «дзид» кажуваме, не кажуваме «зизд». Има некои такви работи. Тоа е генерално правило, а другите правила се однесуваат на одредени зборови, за кои што нормално имаме и примери, и род, број, и имаме одредени варијанти на тој збор. Фала ти на сугестиите, баш сакам да направиме муабет и за контрибуција и за... Да. Да. Јас пак имам едно прашање, сега е околу prompt инженерингот. Дали ако му поставиме прашање, например, кој е најголемото езеро во Македонија, го имате тоа некако сведено да не враќат никаков одговор? И каков е вашиот prompt инженеринг направен, кои се правилата и по што се водевте? Во тие документи дека има. Еве на пример, што да кажеме што не знае, што сме сигурни. Ова може вака, зашто има некои книги во кои што се обработува историјата во Македонија, каде што е спомнат галичик. Тие не се цензурирани нормално, така што може оваа информација да има. Не, вака. Се трудевме сите документи да бидат во врска со галичик. Например, еве, Манастирот Бигорски, не знам, Радика, Маврово национален парк, некои такви моменти. Историски книги, многу историски книги, меѓутоа можно е оваа информација конкретно да се протнала. Тука. Како? Да, што е лангчейн, баш така. Ако не прочитал нешто меѓу време.
Да, па секако дека ќе знае затоа што кој си ти, така прашање што си ти треба да знае. Битно е дека ова само еден случај кај што може да се користи рак моделов. И со тоа што ние одбравме дел кој што не е комерцијален, туку чисто како принос за заедницата, а може да се искористи за многу други намени, така во зависност со што ќе го нахраниме како податоци. Тоа е битно. Исто така, специфичноста, тргајќи ја специфичноста за диелектот. Точно тоа може да се искористи. Архитектурава и буквално и кодот, кој ќе го здравје Боже, кој ќе го отвориме. Проблемот е што не гарантирам дека за друг use case дека нема да треба да смените некои работи. Меѓутоа, затоа го направивме на модуларен начин да може да исклучите некои делови, може да вклучите нови и на тој начин да го подобрите во контекст на новиот use case кој што сакате да го за кој што сакате да го потребите. Така што ако на пример мислам дека релативно добро би одговарал ако сакам иста во оваа работа да направиме за охридската култура, историја и така натаму, би требало да одговара иста во архитектура. Меѓутоа ако сакаме да употребиме за не знам на кинески јазик за не знам за овие новиве роботчиња што ги прават, сосема друг тип на содржина ќе биде тоа, можеби и јазикот нормално ќе биде друг. Други правила на игра буквално ќе бидат во случајот и други подобрувања. Затоа пак сакам да повторам, со RAG фактички RAG се учи и преку архитектурата и преку оние best practices кои што може да не важат во случајот и преку домеинот во кој што се употребува таа RAG апликација. Што него е прашање? Нема. Ајде, аплаузе. Ви благодарам многу за одличната презентација. Ајде, затворам. Многу ви благодарам на сите што дојдовте во овој дождлив ден. Ви благодарам на вас за иницијативата и за супер предавањето и за одличната дискусија после предавањето. Ви посакувам успех со апликацијата, да развивате уште повеќе. За публиката, ако ви се допадна овој настан, утре имаме и пајдата настан поврзан со финансии. Ве канам сега на грицки, пиво и така натаму да продолжиме дискусијата. Ако имате уште нешто да докажете, слободно. Би се заблагодарил за хостирањето. Секако, најверојатно мислам дека и добра бројка на луѓе се собравме таму, ани по близок муабет си направивме, така што сега повикувам исто така да се подружиме малку. И да, утре, како што рече, утре тоа носи пари. Ова не носи.